Останале 2 месеци без пари и здравствено осигурување па излегоа на улица. Вработените во Флораком и Луна, фирми основани од јавното предпријатие Паркови и зеленило, поставија шатори. 2 часа го блокираат дел од булеварот Илинден и гласно порачаа или плата до крајот на неделава или од понеделник повторно на протест. За жал, нашите напори да се сретнеме со раководството на ЈП Паркови зеленило Скопје не вродија со плод. И повторно наидуваме на еден игнорантски однос и покрај тоа што од страна на Советот на град Скопје пред 10 дена на ЈП Паркови зеленило беа изгласани субвенции во висина од 80 милиони денари. Очекувавме дека со тие изгласани субвенции од страна на Советот на град Скопје дека ќе бидат исплатени овие 2 плати, меѓутоа за жал вработените повторно останаа без плата. И доколку платата за јуни и платата за јули не биде исплатена денес и во наредните денови, ние ќе продолжиме со блокирање на истиов овој булевар. Односно, нашите протести ќе бидат секојдневни се до исполнување на барањата за исплата на плата на вработените. Кашиковски смета дека овие вработени не се третирани еднакво како нивните колеги од Паркови и зеленило и секогаш парите ги добивале подоцна. Паркови и зеленило зема пред 10 дена. Плата за месец јуни и таа ја зема со задоцнување од скоро 3 недели. И како што реков беше ветено дека во иднина после тој протест кој што го одржавме на 17.7 и вработените во Флораком и Луна ќе ги зимаат во исти период, односно во исти ден платите со вработените во Паркови, меѓутоа за жал повторно бевме излажани и вработените се оставени без плата. Го контактиравме директорот на јавното предпријатие Паркови и зеленило за да го прашаме зошто овие вработени немаат земено плата, но иако ни вети, одговор не добивме. Фирмата Флораком Дуел Скопје прво е основана од јавното комунално предпријатие Комуналец во 1991 година, а 10 години подоцна преминува во рацете на јавното предпријатие Паркови и зеленило. Целта е хортикултурно уредување на различни површини и производство на расад. Фирмата Луна Дуел Скопје пак е формирана во 2001 година од страна на Паркови и зеленило и е регистрирано друштво за дејности на забавни и тематски паркови.